Пристигна нашата следна гостника и морам да ви признам, станува збор за моја многу драга и долгогодишна пријателка, тоа е Милица Џаровска, официјално долгогодишен естраден новинар, а од неодамна и тазе писателка. Добро утро, Милице. Добро утро, писателка станав. Да, Многу ми е мило што те гледам. Како ќе пиевме кафе? Како ќе пиевме? Уште не го испивме, после тоа се надевам ќе имаме време. Секако. Мислам дека јавноста е веќе запознаена за каква книга станува збор, значи книга напишана за животот, за случките, за палавштините, може да се каже на Велибор Џаровски, надалеко познат како Џаро. Со што ти всушност ми го леснуваш да го избегнам она стандардно, да не кажам глупаво и толку повторувано прашање, од каде црпеше инспирација, затоа што ако Џаро не е инспирација, јас не знам кој е. Инспирација е цел живот. Да, инспирација е цел живот. Инспирација е и сега, на 74 години, со нарушено здравје. Јас веќе реков дека, и на промоцијата кажав, дека тој и сега се обидува да го живее овој живот на коцка, како што е насловот на книгата, и на која издавач 3. И книгата се продава во сите книжарници на 3, да завршиме со рекламата од статушта. Тројка, не знам каква бројка му била тројката во живот, колку му била среќна, но тоа за некој предложение можеш да го прашаш. Има некои комбинации што и сега не му ги разбирам. Не беше ич лесно да се напишува. Верувам, верувам. Да. Ајде да почнеме прво од оној момент дека ти во твојот најлош период од животот, професионален период од животот, тоа беше периодот кога згасна Весникот Вест, во кој што ти беше влюбена. И уште сум. И се уште си. И за да имам избегнеш... супер соработка со Слободен печат сега. Да, тоа не ми кажа под неодамна Слободен печат. Што значи на некој начин да избегнеш од твојата реалност, од секојдневна, на тој начин си се изборила, што си седнала да напишеш, но од друга страна, Милица, всушност ти направена услуга, затоа што инаку никогаш не би имала време да седнеш да напишеш книга, да, така? како почна ова, пријател од Белград, еден познат менаџер, пријател на Џаро, ја даде идејата и многу сум благодарна. Тој за жал не најде издавач за Србија, не знам, само нему познати причини, но ми даде некој рок да биде готова до мај, до крајот на мај 2017. Требаше некого тука да обидува, окей, идејата е дадена, дали двајцата едногласно се согласивте? Да. Џаро како реагираше? Едно лето во Охрид ми рече, ти ќе седнеш да пишуваш или нема? И тоа со Џаро нема многу преговори, јас реков ќе седнам. Седнав негде при крајот на 2016. Баш така ми рече, ајде седно и почнувај да пишуваш. Го земавме телефонот на мајка, почна со првата приказна, реков почни од каде што сакаш, па потоа јас ќе го средам ова, ќе дадам некој редослед. И тоа не беше лесно, да. Ова всушност како мемуари му доаѓа нешто така. Да, не е точно целата биографија по некој хронолошки редослед, да тргнам од детството па да завршам не знам некаде. Приказните ги правев по не знам некој мој избор, да речеме спорт, музика, некои шоа за кои што јас не знаев дека постоеле и слушајќи многу анекдоти и целата јавност ги знае, сигурно и ти си ги слушала како дете. Да, но за некој се прашував дали ова навистина се случило, ова не сум го знаела. Па морав да го препрашувам. Ке престанев со пишување и одев да проверам дали ова навистина се случило. Крстено испрашување. Како можеш да ме прашуваш? И ќе настанеше некоја кавга, мајка ми ќе не прекинеше. Тој навреден како смеам да го прашам дали се случило, а јас немам начин тоа да го проверам. Ма ти како новинар, како професионалец го испрашуваш, така? Да, но Google ги нема тие податоци дали он во 78 година во некој дом на култура, во некое мало место во Србија организирал концерт на Мики Евремовиќ. И знаеше да почне со една година, па да заврши со друга, па да помеша 3 приказни во една. Па потоа тоа беше оставено на мене како тоа сето да го средам и да биде пред се лесно за читање и забавно. Тоа ми беше целта. Мисля, знаеш, често пати, нели, постојано прашање кога мојот живот би бил книга, кој жанр бил, дали би бил трагедија, дали би бил комедија. Животот на Џаро, во кој жанр би го сместила ти? Комедија, но ова е малку невозможен жанр. Има трилер многу во поради таа возбуда. Има трилер, но има и комедија, така што, а има и драма, така што не знам. Ајде да речеме трилер, драма со некои комични елементи. Што се има во книгата? Има добар дел од приказните кои што веќе ги раскажал, но за мене е многу поинако кога е тоа средено на хартија, затоа што сум новинар од печатен медиум
И ако мене ме прашаше, еве, може би ова old school, повеќе би прочитала текст отколку што би изгледала видео како он тоа го раскажува. Има некои приказни, еве, за кои што не сум знаела, дека работел некое шоу со делфини, шоу со лажни Тоа ми хипнотизери. рече ти да те подпрашам за тоа, што е тоа со делфините и тоа јас не сум слушнала. Ископале дупка во некое мало место во Србија, каде што тој сметал дека треба да направи шоу со делфини, еве, да се обиде да не работи со пејач. И тоа успеало. Постоел некој лажен хипнотизер кој што наводно го запрел возот со едно движење со рацете. И тоа за тоа пишувале насловни страници. Еве, не знам како моите колеги од тоа време поверувале дека колку поинаку се живеело во Југославија, тоа ми е зборот. Во тоа убаво и наивно време, кога се појавува некој Џаро од Скопје, од Ѓорче Петров и некаде во Србија некој хипнотизер од Ниш го запира возот. Потоа тој ист хипнотизер го запира концертот на Здравко Чолич. И луѓето пишуваат за тоа и некој во тоа верува. Тој тоа го правил за шоу, мислам, не звучи во убаво секако, ама секој од овие приказни има некој среќен крај дека забавата и некој, еве, маркетинг во тоа време негов, што бил каков што бил, е опишан во книгата, е главната цел. За да се изрекламира нешто, за да се забавуваат луѓето, за да на крај некој сепак биде среќен. Јас се најдов ова од краткиот опис што циркулира, нели, по социјалниве медиуми. Ете, токму со тоа се започнува, со тоа едно друго време кое за жал веќе го нема. Да, со концертите кои што се организирале на фиксен телефон. Јас сум одговарала на тие, например, го бара тој и тој пејач, пренесете му, и мене ми беше како мала, вау, го бара, не знам, Аки Рахимовски сега, еве, прв ми текна, немам работено многу со него, не ете некое сеќавање. И знаев дека треба да пренесам порака. Потоа почнаа пеџерите, ама во времето на пеџерите тој веќе не работеше. Џаро беше меѓу првите, како што паметам, што имаше мобилен телефон. Да. Еден огромен. Да, но тоа време, иако мозочниот удар го имаше 99-та година, и тој дел е опишан исто на малку позабавен и комичен начин, кога пријателот од Охрид Мизо го излажал дека му ставиле мозок од 5-годишно дете, му пресадиле. Има и таква приказна која е вистината. Затоа не морав да проверувам, затоа што бев сведок. Зборот ми беше дека концертите се организирале на фиксен телефон, со двојник, со лепење плакати, без социјални мрежи, со една телевизија и два програми тогаш. И да напоменеме, над 5000 концерти дека има организирано. И Да. Бил менаџер во време кога не ни било менаџерството професија. Не било признаена. Тој никогаш немал своја фирма, работел преку некои агенции, туристички најчесто или не знам, агенција за сценска дејност или како и да се викало тогаш. Секогаш бил слободен уметник. Се има еден друг момент, учествувал во 135 лажирани надпревари. Да, јас не бев свесна дека тоа е така додека не го напишав. И тоа го препрашував. И тоа. А денеска и тоа не е некое зло да наместиш надпревар во денешно време. Еве, тогаш бил и притворен поради тоа. Затвор никогаш, но притвор да. Џаро си останал Џаро дури со оваа книга, се тој дел мора малку да ни го подобјасниш. Бидејќи првично ти книгата имаш напишано на српски јазик, Да, така? да. Џаро си ја отпечатил сам, си направил промоција. Две промоции. Две промоции, Една во а Ѓорче. без при тоа да има книга каде да се купи, така? Да, тоа го направи, да. Ја испечат. Тоа е и моја грешка. Јас зафатена со некоја своја работа, со обврските дома, нели, со децата. И никогаш не најдов за сходно да најдам издавач овде во Македонија и да му го дадам тој ракопис. И еден ден ми рече, дај ми го USB-то, јас ќе одам ќе се испечатам. Тој на вистина, зет му го однесе во Кочани, мојот сопруг, си ја испечати книгата и рече, јас ќе правам промоција. Јас му реков, те молам, дај ми некој месец да најдам издавач да направиме вистинска промоција. Не, јас не можам веќе да те чекам, како што и претходно реков, нема преговори со него. Направи промоција прва во Домот на културата во Ѓорче Петров, символично, затоа што почнал на тоа место правил игранки. Сега е Дом на културата, тогаш се викало Старото кино во Ѓорче.
Потоа направи во еден угостителски објект уште една промоција, си дојдоа неговите пријатели, си раскажа анегдоти, викна музичари кои што ги свираа песните негови од тоа време, од Мишо Ковач, од Здравко, од Бело дугме. И потоа му реков, јас најдов издавач. Добро, подпиши го договорот. И тука немаше многу пазарење. Така што, еве, дури не ми се верува дека книгата конечно и на вистина излезе. Да, излезена и јас на еден гледач му ветив најбрзиот кој што ќе се јави во режија, ќе ја добие оваа книга, која што ќе може се подигне во книжницата 3 во Дебар мало, така што слободно може сега тоа да го сторите. Еден друг момент многу ме интересира, има и анегдоти приказни о неговото детство. Има, да. Што ме зачуди, затоа што не знам дека Џаров некојаш бил и дете и Да. не можам да го замислам како дете. Какво дете бил тој? Па викаат, баба ми покојна кога ја викале на училиште, тоа го има исто и во книгата. Една професорка, наставничка, пардон, и рекла: "Ма вашиот син не е толку лош, ама има лошо друштво." И баба ми одговорила: "Не е наставничке, тоа е водач на тоа друштво." Да, Си знаела, значи. Има приказна како го оженил класниот, му наместил жена за да не ја повторува годината. Има приказна како му ги исакол праските на друг професор кој што сакал да го остави на полагање. Завршил средно во градежно хидротехнички смер, затоа што тој вели ми изгледаше многу звучно тоа, хидротехника. Има некои, не знам, 13 дена стаж со таа хидротехника. Бил шеф на некое градилиште, каде што им попуштал на работниците, им пишувал ако работеле, например, веројатно на час биле платени, и ако работеле 8 часа, тој ќе им напише 10, ако истовариле, например, 5 камиони, тој ќе им напише 7. Значи, секогаш бил човек од народот, тоа е таа приказна која што се провлекува цело време низ книгата. Кога сме веќе кај местењето, има и една друга варијанта, и тоа мора да ни го кажеш, како ти конечно си го наместила, си му се реванширала за сето ова. Да, не дека му се реванширав, туку бев четврто одделение и многу ми пречеше што пушат моите. Јас никогаш цигара немам запалено. Кафе сакам, но До цигара не. денес? Не, никогаш. Браво, Милица. Да. Аз сум цел живот со пушачи. Џаро имаше порок цигарите и кока-колата, освен таа коцка која што му беше и забава повеќе. Бевме на летување во Будва. Имаше тогаш во Југославија некоја несташица за цигари. И моите ми рекоа: "Оди купи ни цигари." Јас се сокрив позади еден ступ и броев до 200. Се вратив и реков: "Во таа трафика нема цигари, затоа што е несташица." Ги фати паника. Оди во другата, потоа се сокрив позади друга агол и броев до 1000. Се вратив и реков: "Нема цигари, што ќе правиме?" Ме пратија во самопослуга тогашна. Оди купи ни цигари, се вратив повторно. Се сокрив и реков: "Нема цигари. Што ќе правиме?" Ги фати паника и потоа јас си отворив фиоката и реков: "Еве ви ги цигарите, тука ви ги сокрив. Сакав да видам дали пола сат ќе успеете да издржите без цигари." Тоа беше таа една симпатична местенка. Одлично. Ама предпоставувам дека не ги одвикна од цигарите, така? Сега и двајцата не пушат. Аха. Да, поради здравствени проблеми кои што ги има, ете кога се сакало, се можело. Кажи ми, Милица, самиот, со оглед на тоа што иако си новинар, сепак едно е новинар, а друго е кога пишуваш цела книга и сега секој си има некој свој радичен принцип, некој не дозволува да му се дзирне воопшто внатре до самиот крај, некој си има некои луѓе на кои што им дават делчиња, парчиња за совет. Кај тебе како беше? Не му дадов. Не му даде? Не му дадов авторизација. Дали мислиш дека ти додека пишуваше, не ти проверуваше што пишуваш? Знаеше да дојде во собата каде што пишувам, да дзирне и да му реков: "Те молам, остави ми треба тишина", и ме слушаше тогаш. Знаеше дека ако не се повлече, ќе се разводни тоа, ќе се раздолжи, ќе додаде нешто ново, ќе му текне уште некоја приказна. Јас му реков: "Доста е." Книгата има 306 страници, навистина. И ако е предолго, тоа сум го научила во мојата работа, и ако е прекомплицирано за читање, луѓето нема да се најдат во тоа. Така што, ете, во тој дел ме послуша. Впрочем, треба да оставиш нешто и за продолжение. Ќе има ли продолжение? Што се планира? Јас би сакала, но ако имаме сила и двајцата тој да раскажува, а јас уште еднаш да седнам и да го средувам сето тоа, би сакала. Ајде да не зборуваме пред време, но имам желба на вистина. Каква беше првата негова реакција кога беше готово и кога се прочита?
Колку време го читаше? Дали се изолира? Многу ме интересира и што ти коментираш? Го читаше дел по дел. Јас бев во Охрид, тој беше во Скопје. Јас се вратив и ми рече јас сум горд на тебе, само толку. И ништо повеќе. Ја прочита откако ја испечати српската верзија, претходно не. Џаро не владее многу со компјутери, со паметни телефони, не сака дури ни да научи ни една порака да напише. Тоа ние го прави. Негов избор. Не сака, не дека не може, не го одбива. Виолета, коментарот кој беше? Виолета ме советуваше да не се нервирам леле, ки речев, овде вели 78, потоа вели 79, која година се случило, па и требаше не за време да се присети. Полека, ке средише се допадне на Виолета, многу и се допадна. Смеам ли едно малце така поприватно прашање, но со оглед на тоа што книгата го носи насловот Живот на коцка и нормално дека добиваше секакви прашања поврзани со коцкањето. Сите сме сведоци како коцката растура цели семејства. Да. За разлика од вашето. Вие живеете во некоја безпрекорна хармонија. Како успеавте да се изборите? Пред се претставам дека мајка ти тука е главниот двигател, но и чисто како совет поучен до останатите. Прво ќе речам дека насловот на книгата не е само за коцката. Нели јас сум новинар и знам дека насловот продава. Морам да признам дека сакав да го сменам. Токму поради некои негативни коментари кои што може да се појават. Ги видов по социјалните мрежи под порталите, но нели јас мислам дека на нашиот народ треба да му се забрани да коментира по порталите. Ти си јавна лично знаеш, но добро, ако тоа ги прави свикни. Нема врска. Пишуваш за коцката, тоа не значи дека ти ја промовираш коцката. Напротив, некогаш се кажува како не треба, така? Целиот тој начин негов неизвесен на живот, не е само коцката, туку живот на коцка значи непроспиени ноки, живот на коцка значи ризик, например, он еднаш бил толку изморен што заспал на 500 метри кај старото пазарче во Ѓорче од нашата куќа. И луѓето од Савајле станувале, комшија што правиш тука? Бев многу изморен, не можев до дома да довозам. Значи не ја промовираме коцката, туку начинот на живот неизвесен кој што и сега сака да го живее. Да не знае што ќе му се случи за саат време, да му текне нешто ново. Тој има здравствени проблеми, по мозочниот удар многу побавно се движи, но мозокот му работи 100 на сат. А како сме ја сочувале таа си? Да завршиме со советот поучно. Советот е дека треба да се прифатат луѓето какви што си, какви што се, како што јас сум го прифатила мојот татко, како што тој ме прифатил мене, како што сме ја прифатиле нашата мајка, која што секогаш балансираше и во подготовка на оваа книга и мислам дека и тоа е клучното. Милица, многу ти благодарам за гостување, многу ти благодарам што ја напиша книгата, затоа што едве чекам да ја прочитам. Некои анегдоти ти велам знам, како што и целата наша публика знае, но очигледно крие нешто многу повеќе од тоа. Да, крие повеќе и ти благодарам за просторот и супер ни беше муабетот.